Дали македонците стануваат зависни од коцкање или сиромаштијата ги натера да посегнат и по најопасниот порок за да се извлечат од кризата? Само за една година потрошиле пола милијарда евра на коцкање, покажала анализата објавена на порталот pari.mk од редакција Пари. Од вложените безмалку половина милијарди евра, некој и ќарил. Во 18 компании од секторот обложувалници и организатори на игри на среќа минатата година, граѓаните оставиле 488,3 милиони евра. Тоа е значително повеќе од 2020 година, кога во секторот влегле 366 милиони евра. Најголема добивка е направена од страна на Државна видеолотарија на Македонија. Таму добивката е дури 15,7 милиони евра, но останува клучното прашање: како во земја со огромна стапка на сиромаштија, луѓето го бараат спасот, односно се навлечени на коцкање. Избегнеме некој во алкохол, на друга ситуација, некој во игра на среќа, некој не добиваат некој друг начин, но треба тоа да се заборави што го очекува, особено дека ќе се случи. Тоа е секогаш така, барем до сега покажале тие истражувања. А тука државата сега си го најдува својот бенефит на таков начин што во даночување води строга контрола и веројатно тоа се десетици милиони кои што легуваат во државната каса. Според анализата, само во државната видеолотарија завршил секој четврти денар од прометот како нејзин профит. Реагираа од Асоциацијата на приредувачи на игри на среќа. Вела дека парите од граѓаните не се чист профит, бидејќи обложувалниците и коцкарниците плаќале огромни суми на ДДВ, но се исклучени од правото да бараат поврат на истото. Приредувачите на игри на среќа имаат законска обврска за плаќање посебна давачка во вкупен износ од 23%, од кои 1,5% одат за потребите на јавното здравство и 1,5% за потребите на Агенцијата за млади и спорт, а останатите 20% директно се слеваат во централниот буџет. Не се само овие проценти. Од Асоциацијата тврдат дека плаќаат и годишен данок на добивка по стапка од 10%. Плюс, за секоја поединечно остварена добивка се обврзани да платат 15% данок.